Кумановци се без јавен градски превоз бидејќи навреме не е завршена постапката за избор на компании за превоз на патници. Освен за Кумановци, немањето превоз е значаен проблем и за жителите на околните населби, но и селата. Голем дел од жителите деновиве немаат со што да заминат на работа. Проблем се очекува да се јави и со училишниот превоз по завршување на зимскиот распуст. Како нема да биде проблем, требало 15 дена порано да го решат, а не после 15 дена. Тој е проблем најголем. Све цел град е закочен без сообраќај. Само таксисти. Ми сме значи одсечени. Се возите ли со автобус вообичаено? Па возимо се, ама нема сак, па пешки идемо. Пола саат пешки идемо, живееме. Од населбите? Од населба. Населба и град и овде сви се возат. Ево, од Ведиње, Лопате до Доброшане, до Едучка Чешма, до Карпош. Све су тие автобуси, тие две фирми су биле. Главно такој каза дека тендер не мали и нема автобуси, нема ништо. Пешки се. Како доевте вие денеска? Пешки. Пешки Такси како. има вие приватни таксисти. Пешки идеш, такси идеш. Бе нерегистрирани таксисти, диви таксисти што ги викаме. Тоа е и поскапа цена. Не, иста е цена карта, по карта идемо. Ама Немаш сигурно со снима. Ако треба те остави туан, там те остави, па а ја довде ќе иду. За проблемот со превозот, општина Куманово преку кратко соопштение информираше на општинскиот сајт. Ве известуваме дека од 1 јануари, поради истек на важноста на дозволи на превозниците на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Куманово, ќе престане да се одвива јавниот превоз се до завршување на постапката објавена со оглас за уредување на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општината од 14 декември, објавен од страна на градоначалникот на општина Куманово. Телевизија Плюс и останатите новинарски екипи денеска побараа одговор од општината дали се работи на решавање на овој проблем. Надлежните служби информираа дека е во тек состанок на комисијата и да се повикаме на објавеното соопштение. Раководителката на секторот за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природа, како и председателот на комисијата која работи за решавање на проблемот, одбија да дадат изјава. Од општината посочуваат дека најверојатно состанокот ќе продолжи и утре, а се очекува да присуствува и кумановскиот градоначалник. За прекинот со градскиот превоз на социјалните мрежи реагираа и советниците од ВМРО-ДПМН. Прашаа зошто општинската администрација не си ја врши работата како што треба и тендерската постапка не била завршена порано.